Слушај вам, генерално инструкциите како да го правам овој подкаст ми се да биде бомбастичен, да биде кратко, јасно, во неколку минути. Не можам. Не знам. Сум одбил многу интервјуа само затоа што, или изјави за било каде која ми барат, викам, јас се извинувам. Вие стварно ќе имате проблем со мене. Ја не знам да се изразам во неколку минути. Ама затоа, ако ви треба монолог, ако ви треба широки објаснувања, поетики, со плачење, со смеење, тука сум. Ја не знам, поинаку тоа е мојата логореја, тоа е мојата болест, тоа е мојот карактер. Можам да се трудам, ми е многу напнато и многу неприродно ќе биде. Може би ќе бидам поуспешен, но знаеш како, пред 30 години може би ќе се тренирав за такво нешто, не и денес. Ви благодарам за поддршката и големата гледаност со оглед на тоа каде сум, колку и така натаму. Ја сум искрено благодарен. Немам ја некаков императив. Да, сите ние, нашето его би било пресреќно, а особено само од еден аспект што, например, би им помогнал на моите колеги кои вредно работат, кои стварно се борат под ова тесно небо. Зборам за новинарите, моите колеги од Република, кои се борат под ова тесно небо да го заработат лебот, каде што стварно, да го кажам тој израз кој е толку офуцан, значи стварно немам литературен збор, ниту чувствувам потреба коректно да се изразам за тоа, туку со некаков си скопски расипан, покварен, подмолен сленг да го опишам. Значи, не е тоа нелојална конкуренција, тоа е збирштина. Не ќам ни сатанска да употребам затоа што е зло кое е произлезено од суета на луѓе, не е произлезено од мрачните длабочини, а може би па таа суета е ранета, но никој не знае и никој не може да процени што е сатанизам. Постојат само неколку правила може би во црквата, но бидете убедени дека вие и јас не ги знаеме. Можеме само да предпоставиме и на таков начин да изразиме дека е нешто многу подмолно, нешто многу расипано, нешто многу злобно, нешто од што се плашиме и не го познаваме. Имавме бурни 2 недели, едната беше со бојкотот на маркетите, другата беше смртта на Фросина и не знае зашо побрзо да проговориш, а не ми се говореше ни за едната, ни за другата работа, не од аспект што имам некаков мерак да ги бојкотирам јас маркетите, но од проста причина што народот му збоктиса. Иако можам да излезам и со некои други теории, но ќе се задржам уште една недела, а уствари, знаеш што, ја немам концепт направено некаков што ќе говорам денеска. Имам само една идеја и мисла, а и за ова, за смртта на Фросина. Знаете, Фросина сега е ура, а така беше и за Вања. Ура, болка, кубење коси. Кај е разрешницата, каде е општеството тука организирано, така и ова ќе помине, така и она ќе се смириме. Све што трае 3 дена максимум. Да, видите, никој тоа не го раководи, никој тоа не го прави, то ние самите го правиме. Верувајте ми, не е ова манипулација. Што е манипулација? Манипулација е она за што најмалку успеавме да се избориме изминативе 30 години. Имено, ни дојде еден стар чичко овдека, Џорџ, со многу милиарди долари, века, јас сум милиардер, ќе ви помагам, море за све, има лепота да ве направам, само
Прифатете Охридски, прифатете територијална поделба, прифатете промена на име, промена на знаме, промена на Фиром у Киром, у Миром, прифатете новиот промени на Уставот, у Уставот да ги ставите бугарите, ма и сите оние што ве мрзеле да ги ставите у Устав, ама тие се противат на Македонија. Што? Абе, дај него тупи, идеме у Европа. Бате, сењакот бате, проседен. И така бевме третирани. Така ја бев третиран. Зошто се против? Зошто да го сменам? Бе, ја на проститутка што ја плаќам не можам да го сменам името, не пак ќе го сменам. Да, уствари, знаеш, на проститутка, знаеш како ти вика? На ти $500, она ти вика, добро, викај ме како сакаш, и тоа трае 5 минути. После тоа она не менува ни идентитет, ни име, ни презиме, си останува тоа што си. Ние бевме бедер од проститутка. Зошто? Се она што го јадев бурек и зашто ме хейтавте, ме омаловажувавте, мене, децата, повици за силување на мојата сопруга, на мојата малолетна керка, за убиство на моите синови, испадна дека денеска сум бил во право. Чувство на триумф? Никакво. Јас сум во броени години, што се викаат. Веќе влегувам во старост. И мене некакви пертурбации на его трип не ми значат апсолутно ништо во животот. Не создадов пари, не создадов богатство, бидејќи не знаев рекет да правам. Но затоа многумина од вашите ценети, почитувани, културно-уметнички, политички работници за кои викате ал-алдеимбе, се снашле милионери, мултмилионери. Уште немаме милиардер, имаме милиардер, ама не се тука. Со малце почесна работа успеа тие. Ги цените, им се тресете. Ама он бил директор на пивара. Ја изградил, вложил свој пари. Не, го стави партијата на власт, ја даде на странска компанија, таа странска компанија го кешира него, го кешира партијата е кеширана и од Сорос, и од USAID, и они се фини културно-уметнички, општествено-политички работници кои ние ги почитуваме и уште како викаме за лоповите овдека? Пазите, не тоа лопов, затоа што он сето тоа легално го направил. Па добро бе луѓе, окей. Такви луѓе мрсул нема да им фрлат во било која цивилизирана културна држава. Дали ви е конечно јасно магнитудата на промените кои се случува во светот? Дали ви е конечно јасно зошто оваа свиња дебела јадеше толку години бурек, па го исмејувавте и го омаловажувавте? Дека борбата за демократијата не е во Македонија, не е во Русија, не е во Кина, не е ни во Европа, во Америка. Секогаш прогресот бил во Америка, секогаш отпорот прв бил во Америка. Но вие и Америка ја перцепиравте исклучиво само преку една призма. Сорос. Сорос е лош, Америка е лоша, лошо е и крај. Па не било така. Сега ви се отвараат полека очињата. Магнитудата на промените кои се случуваат во Соединетите Американски држави, а кои ќе ги почувствува во најпозитивна смисла целиот свет, се на рамниште, барем според мене, затоа што сум жив сведок, иако бев младо дете кое не го интересираше освен да трча по сукњи, затоа што и беа такви годините, затоа што и тоа се години за тоа кога се прави, кога падна Советскиот сојуз, кога падна Источниот блок, кога се сруши комунизмот, едно ослободување, едно дишење. Кај нас комунизмот падна со Анте Марковиќ. Не падна. Партијата тогаш беше безпомочна. Шо да правиме? Абе, пушти слободно. Оно што Анте Марковиќ го направи, тоа кинезите го направија после 20 години. Дали ви е јасно? 20, 15.
Бевме прогрес, бевме мала Европска унија, бевме прогрес, се ослободувавме од комунизмот, идевме кон пазарно овце, не, денеска не, па дојдоа цивили, мивили, ви дојдоа со кеширање, се бута, па види го Боки, па он е фин, па он е спонтан. Како некој пред некој таткото на Фросина отиде на Сител телевизија, таму кај Иван, и еден ми вика, леле, вистински новинар, стварно, нема друг новинар кај кој би можел подобро. Кој новинар? Кој му е тоа интервју што можел да го издржи 2 сата, да извади нешто спонтано од тој човек? Не дека Иван е лош новинар. Перцепцијата, кого фалите? Латас не ви чинеше? Кој ви чинеше? Борјан? Браво, бе! Абе, Боки 13 ви беше новинар, он интервјуа правеше, вие паѓавте у несвест. А кога некој ќе украдеше многу пари или изрекетираше, ако се снашол, така треба. Море деца воспитувавте така. И така беше, не само кај нас, така беше и во Америка. Но очигледно, за разлика од остатокот на светот, и кај нас, и во Америка, тивкото мнозинство му пукна филмот. Знаете, ВМРО доби затоа што почувствуваа дека ВМРО е она што е. Не е маша на Елон Маск, на Доналд Трамп, на Джордж Сорос, на Джеф Безос, на Крис, на Мис, на Путин, на овој, дека се они тоа што се. Некој вика, требале вакви да бидат, да, апсолутно. А кој е совршен? Но споредени со онаа бескичменјачка, лопужана, перверзна, уште неќете да си ги отворите очи да погледнете што ви правеа 4 години за време на короната. Уште неќете да отворите очи што ништо не е направено изминатите 7 години. Тие што гласаа за ВМРО ДПМН, тие беа свеста. И они беа 6 месеци пред да се случи она во Америка, посвесни од што сите други. Кулминацијата допрва ќе доаѓа. Контраудари ќе има. Никој нека не се опушта и нека не влегува во некаква еуфорија дека готово демократите падна, кои демократи во суштина беа едно перверзно левичарско здружение кое финансираше ЛГБТ, трансродови кај и промена на пол кај децата, перверзиите да бидат легализирани, Ал-Каеда ја финансираше, ИСИС го финансираше. Не ми се правите будали дека не читате, не писменили сте до толку. Ако сте, thank you and fuck you. Ако читате, ако следите, не вести на Сител, Канал 5, Телма и шо ти ја знам кој. Не. Вие ако читате, употребите тоа тиквата, ова помеѓу двете уши има нешто малце, некое зрнце. Употребете го. Размислујте како човек. Затоа што американците го употребија. Затоа што гласачите во Македонија лани пред скоро година дена го употребија и рекоа доста е. Доста е. Дали свативте вашиот сенет USAID? Знаете ли што беше изјавата кога се укина USAID пред некој ден на еден од тие паразити, штакорот, стаорец на X, кој работеше за фондот за иновации, паразитче, кој никогаш ништо не направило, освен да јаде буреки, трици и да не речам некој по-гаден збор, на Твитер да ја брани власта, рече дека да не бил USAID, децата наши уште ќе какале врз чучавци. Прво, децата ваши уште се на чучавци, а тоа се оние на чучавци што се изналапаа пари и од државата, и од USAID. USAID имаше добри работи. Знаете, еве ќе ви кажам добар пример. Кај мене, пред едно 15 на години, Милчин, како директор на
Otvoreno opštestvo, Soros, normalno, dođa kako gostin i vika, a nije dobri projekti. Što ve dobri projekti imate vi za Makedoniju osve jedno strane? Kako ne? I mi izvadi jedna knjiga. Ja deneska imam ta knjiga. Vo studio mi stoji. Ne ova studio. No može bi slednji otpad da vi ja pokažem. O tim ja pokažem na gledačite. Knjigata je olku debela. To je pismo na svedoštva za vremena Prvата svetска vojna, koji Makedoncите ги испраќале до своите фамилии од сите страни кај се бореле. Се бореле за српска војска, се бореле за бугарска војска, се бореле за грчка војска. И добива впечаток, види го Сорос, како се грижел за македонците, за македонизмот, за све. Ама тоа е една книга. Затоа 100.000 книги и стотици милиони се дадоа за УЧК, за песни за УЧК, за проекти кои се тотално антимакедонски, за пропаганда, за промена на името, на идентитетот. Она што е два и во последен момент го спасивме. И на страна од се, камо да беше, ајде и за промени и за се, да направеа нешто, да направеа патишта, да направеа школи, да направеа нешто. Тоа тук и таму, на толку милиарди украдени, на толку милиарди зајмени за кои сме задолжени, на толку стотици милиони земени од USAID, земени од Сорос, земени од амбасади. Кај ви? Па верујте, вака наслепо да ја пружам ракава, вака да извадам еден пеземек од вас, било кој да го седнам и да му речам, ти раководиш од државата, еве ти 4 милиарди странски кредити, еве ти 400 милиони од USAID, еве ти 400 милиони од Сорос, еве ти уште 500 милиони од Европска унија. Не можеш да утнеш, ке направиш нешто. И затоа, мене не ме чуди, а затоа овие хистеришат. Отворивме пат. Коце Трајановски не е прибран дома. Скоро година дена откако е поставен во Министерството за транспорт и врски. Отворил пат. Кога бе побрзо, лажат они, ние го направивме тоа. Ручкиот тупани сте направили. Ништо не направивте, освен музиката и ручковите што ги налапавте. Не е мрдното. Ама друго пишува во проектните документации. Лажговци, манипулатори. И затоа, борбата голема ќе биде. Нема да биде овие ќе мора да удрат со некоја контрареволуција. Овие ќе мора да направат нов атентат врз Доналд Трамп. Овие ќе мора да го омаловажат Елон Маск. Елон Маск е сега опасен не само за Америка. Опасен е за Европа. Што ако се промени власта? Што ако СДСМ и либералите, сите оние кои гласаат да дојдат, нели, странци, овие криминалци кои ги примат, камо да се мигранти, бе, мигрант, знаеш ли што е? Човек гладен, жеден, беден, онеправдан, кој сака да отиде и да живее западно, сака да влезе, сака да работи, сака да стане светски човек, а не онаа стока што сере по улици, бе, што силува жени. Ама нив им треба, затоа што мислат дека на таков начин ќе бидат верно, радикално гласачко тело кое ќе ги плаши овие што се спротивно. И се што е спротивно е фашизам, се што е спротивно е десница радикална, како што сум и јас. Јас сум во белата книга на фашизмот, објавена од Сорос. Покој му на душа, на бившиот кој го ја објави таа книга, и денеска. Зошто? Оти јас бев за изградба на црква на плоштата. Распнете ме. Ги тепале, ги колеле студентите кои биле у протест, а јас сум направил контрапротест. Мислам, такви баљазгари, а си чи најдо, јас сум наивен, јас сум наивна будала, а требаше да ќутам. Па не преќутав. Го јадев стапот, го јадев. Кај се тие? Што направивте со тоа? Груевски ја свитка опашката, но сега имаме поставка, каква што не сме имале до сега. Сега имаме поставка од политичари, од партија, од луѓе кои долго ќе траат. Еве само ќе ви кажам, Мицкоски и Николовски се двата наистурени играчи на оваа власт, Мицкоски како премиер,
Николовски како министер за транспорт и врски. Ова што само Министерството за транспорт и врски го има направено до сега е без преседан во последниве 10 години. Толку ќе ви кажам. Бидејќи проектите на претходната власт застанаа негде 2013-14 кога веќе почнаа, нели, Бајден го викна на дриблање, не, ќе промениш име, нема да јадеш бурек, ово, оно, вамо, тамо и така натаму. И што мислите, како ќе заврши ово? Нема лесно. Нема лесно. Сега, за секоја ситница ќе ве прозиваат и ќе викате, види го каков бил Елон Маск. Ало бе, милиарди украдени откри. Ама шо ми е, гајле мене за Америка? Па пола од тие пари се овде фрлени во Европа. Пола се фрлени во земјите кај што се вашите роднини. Уште кој знае колку се фрлени овде во Македонија преку USAID. Но не се опуштам. Зошто не се опуштам? Затоа што не ја подценувајте силата на Сорос. Сорос има акумулирано огромни средства. А ако не се лажам, а не се лажам ја, ќе се лажете вие, затоа што ја ве подсетувам. Ја неќам да ви изразувам сега цифри и бројки како што сте научени. Леле, види го шока, растури овој аналитичаров. Не, јас сум аналот. А и тичарите вие треба да бидете. Затоа што ако станете и тичари, вие ќе размислувате со своја глава и ќе делувате правилно, а не како ја ќе ви кажам. Само таков народ, такви поединци, само таква свесна средна класа прави промени, а не овие што им се припотресувате, види, фини, културни луѓе, па тоа е новинар, па тоа е една финоча и лепота. Сите тие организации кои со десетици години се инсталирани овдека треба да паднат, да пропаднат, да дојде нова генерација која ќе има малку образ, достоинство, која ќе има професионална свест што прави и за кого го прави тоа што го прави. Сорос не е срушен. Сорос дојде овде и после 2017 неколку пати на југ на Македонија и формираше, каде се формираше една невладина организација, која додека беше СДСМ на власт, донираше некои скутери за МВР. Не ви текне, аковај, и не треба да ви текне. Затоа што на нарочо не му текне, плаќа најскап леп у цела Европа. Тоа е нарочо не му текнуе. На нарочо му текнуе, народ се буни, прави промени, наоѓа начини. Некој ќе ми рече, абе не е начин, не треба против маркети да се протестира. Кој го вика тоа? Господине Мајо, вие како економист, па апсолутно сте во право. Нема никаква грешка. А што мислите како обичниот сиромашниот човек ќе иде според вашата анализа да реагира у Трезорот на Народна банка на Македонија и у Министерството за економии и во Министерството за финансии, каде декретите 63-24 се донесени врз основа на клаузула. Другиари мои, многу едноставно. Америка има проблем затоа што многу пари се украдоа. И многу е јасно таму која е целта. Да престанат тие пари да се крадат, да се вратат во народот, во државата, бидејќи Америка е една држава која има 40% данок. 40% данок немаш ти успешна економија. И после се прашувате зошто сите фирми се во Кина? А зошто се во Кина? Зошто сите произведуваат во Кина? Рамен данок бе, 10% на све. Thank you and fuck you. Па тоа треба да се направи во Америка. Но ние не ја следиме Кина, ние ја следиме Америка, како и поголемиот дел од светот. Затоа навивам ДОГЕ, Department of Government Efficiency, да успее таму. Да овдека 100 министерства, 100 разноразни општини се укинат. Скопје, колку градоначалници има? 10, 15? Појма немам. Њујорк има 8,5 милиона жители. Колку градоначалници има? Еден градоначалник. Explain to me.
To je podeljeno od partijite na времето за контрола на власт. Една улица у центар, не, ова е центар, а ова е подградоначалникот. Ова е подградоначалник на општина Центар, ова е подградоначалник на град Скопје. Овој сега немал пари ова за ова, а овој ако асфалтира, ова не асфалтира. Катастрофа, мизерија. После се чудите зошто Скопје е вака мизерно направен. Одговорот не е кај партиите, кај вас е. Втора работа. ВМРО ДПМН не само што ќе победи на локални, ќе однесе победа. Затоа што овој позитивен ветар кој ќе дојде од Америка и за кој искрено се надавам ќе направи тектонски промени во онаа перверзна ултралевичарска радикална идеологија која денеска ја има Европа, поточно Германија и Франција, и ќе почнат малку да се менуваат работите на подобро, на понормално, на попазарно стопанство, која ќе донесе мир помеѓу Европа, Украина и Русија, каде што ќе се намалат тензиите со Кина, каде што Западот повторно ќе почне да биде знаменосец во прогресија, во производство на позитивни добри работи и така натаму, а не само Кина, бидејќи тоа се природни процеси. Американците се борат да не си уништат државата. Исто и ние. И затоа оваа власт не само што ќе дочекаме, ја не знам дали ќе дочекам, да речам мемуари од Мицкоски, но сум убеден дека може би децата ваши, затоа што оваа власт што е многу, многу долго ќе работи. Зошто? Посетата во Вашингтон, дали не навлегувам во детали, навлегувам во хистеријата на СДСМ, која се обидуваше да ве убеди дека тоа било лажно, дека тоа не чинело, дека тоа не значело ништо и така натаму. Самиот факт дека они толку многу дадоа простор, енергија да ве убедат дека тоа не е така, е токму наспротивното. Тоа е нивниот страф, они сега немаат потпора, USA им паѓа. Иако, но мораат да докажат да се изборат колку толку за да преживеат. Ова е нивна борба за живот, не борба за власт. Нема власт кај нив више. Нема нормален човек, нормален човек од кај нив веќе не ги глас. Затоа што апсолутно не гледа никаков бенефит од таа група на луѓе, апсолутно дегенерирана и неспособна за било какви економски реформи и позитива. Се што правеа на зајмени пари. Овие не се зајмуваат со пари од Светска банка, овие зајмија кредит кој ние можеме да го сањаме. Значи, тоа е обртен капитал кој директно иде во проекти кои многу брзо ќе генерираат развој на економијата. Овие не го направија тоа. Претходната власт живееше на сите инвестиции кои ВМРО ДПМН ги направи изминатите 10 години кога беше на власт. Некој ќе рече, тоа беше Груевски. Како бе? Груевски сам беше? Овие, таа власт на ВМРО ДПМН шо праја? Седеа дома, примаа плати и овој сам работеше. Не ме правите будал. Он си има својата заслуга, но партијата си има најголемата заслуга. Затоа што концептот, мајндсетот им е поинаков. Никој не е совршен, не се совршени на овие, но е во моментов најдоброто нешто. Ни ја не верував дека ќе ги видам дуи на дното. Не верував. Не верував дека USAID ќе падне. Не верував дека сега ќе излезат продуцентот на 1 на 1 од каде се лапале пари. Знаевме за од влада, ама од овој, од оној, за разноразни емисии. Нема проблем. Супер. И се тоа ваши ценети новинари. Додека мојве колеги крв плюка да преживеат од мобинг, од притисоци, од закани и уцени, моите колеги кои преживеа и со кои сега соработувам, преживеа како што никој
ne može da prežive. Zato to ga cena. Zato što znat što je maka, zato što znat kako se raboti. Može li da se prodadat? Apsolutno da može. Može i ja, samo ne znam. Ja sam glup da se prodadam. Ima luge su obraz. Ja nemam ni obraz, nemam ništa. Ja sam glup, ja ne znam da se šitnam, ja ne znam da se prodadam, ja ne znam sponzor da zevam, ja ne znam da reketiram. Ama ja sam za ono što je dobro. Zato što ne razmislim samo za mene. Razmislim za mojte deca. Razmislim za vnuci. Razmislim za mojte prijatelji. I ja znam i čustujem da ova vlast ke pravi dobro. Ne zaradi ideologijata na kamata i pištol od vrst Biblijata, za organizacijata i svetiti ideali. Nemam vreme ja za to. Ili za Aleksandar, ili za antičkata ni istorija. Ne. Praktičan život. Zato što koja će dojde, koja će se poveće obrazovat, koga se podobro će živjeti i stanat samostojni, ti luge, naši naslednici, pravnuci, ke možat so čista svest da razmisluvat koji se, što se, da go začuvat koren od bitot, makedonski, pravoslaven i hristijanski. Ova vlast pravi mnogo poveće. Može bi ne s ovakov svest, ne s ovakov koncept, no kako kolaterala najdobrite, najhumanite raboti ke se slučuvat spontano, koga čovekot ke se počustva deka je čovek, deka nije partijski rob, deka ne zavisi od državata, deka ne zavisi od partijata, deka zavisi samo od Bog i od sebe, deka negovite odluki se negovi i ke prezeme odgovornost, a ne da prefrla. Togaž ki imame i pomalku saobraćajki i mrtvi, togaž ki imame i po normalni ceni i vo marketi, togaž ki imame se po normalno, togaž normalno ke se žive. Žive am nenormalno zato što sam ubeden deka utre mojte idni generaciji, vašite idni generaciji ke živeat podobro. I jedan den može bi ke se navrate nekoj za 100 godini ke mu dojde ova snimka i ke reče Bog da go prosti dedo Janko, vidi go, pa ne zboral takvi glupovi raboti kao što sega glupovi izgledat, ajde be zatni sebe pola sat, 5 minuti treba da traje ova, a ne 300 minuti, na što liči ova be, podcast treba da je ova, čang, djang, ne znam. Šut mi, cibni mi go u voto. Slušaj vamo.